За 28 август, денот на рударите, рудникот Добрево ќе биде целосно подготвен за работа. Ова во интервју за бугарски портал го најави сопственикот на Минстрој Николај Волканов, кој е нов концесионер на рудниците за олово и цинк во Пробиштип и Крива Паланка. Инвестицијата е над 20 милиони евра, а се работи уште од јуни. За време на подготвителните работи беа ангажирани околу 200 рудари, 5 водечки инженери од Бугарија, додека пак Македонскиот рударски институт го направи проектот за модернизација. Истакна Волканов во интервјуто. Сепак, ова не значи дека рудниците со работа ќе започнат веднаш. За тоа да се случи, неопходно е концесионерот да добие дозвола за експлоатација на минерални суровини. При последната средба, градоначалникот на Пробиштип не извести дека постапката за тоа е во тек. Тече постапката за добивање на дозвола за експлоатација на минерални суровини од страна на Министерство за економија и веднаш по добивањето на оваа согласност, односно на оваа дозвола, ќе почне и официјално стартот на експлоатација, односно и официјалниот старт на производство во рудникот Злетово. Во рудникот Тораница тоа ќе биде со малку пролонгирање, меѓутоа точниот датум за таму не би можел да го кажам. Бугарски Минстрој за надомест од 2 милиони евра годишно ја доби концесијата на рудниците Добрево и Тораница во април оваа година. При потпишувањето на договорот, сопственикот на компанијата најави подобри услови за работа и повисоки плати за рударите. Во меѓувреме во тек е обештетувањето на рударите. Од стечајната маса на Индоминерали им се исплаќаа трите заостанати плати и придонеси, кои пред прогласувањето на стечај им ги должија индијците.